Собранието се подготвува за првата пленарна седница на која ќе се прави реорганизација на органите на државната управа и формирање на две нови министерства на координацијата на пратеничките групи. Со председателот на Собранието Африм Гаши се разговарало за следните активности на Собранието и првите законски измени. За да се усвојат овие измени потребно е прво да се верифицираат мандатите на уште двајца пратеници и да се формираат Комисијата за политички систем и Законодавно-правната комисија. При крај сме со целото законско решение. Очекуваме деновиве и да официјално биде поднесено. Со истото ќе ја запознаеме јавноста, медиумите, меѓутоа и колегите од другите пратенички групи, врз основа на што очекуваме да добиеме поддршка. Коалицијата вреди повика на поддршка од останатите пратеници. Веруваат дека овој предлог ќе придонесе за подобро функционирање на администрацијата. Ние не гледаме причина да не се поддржи од страна на Социјалдемократски сојуз и од страна на Европскиот фронт, уште еднаш повторувам, во насока на нормалното функционирање на владата во основа на програмските определби. Бланко поддршка од социјалдемократите нема, ќе чекаат да стигне предлогот во собрание пошто ќе изградат став внатре во пратеничката група, дали ќе гласаат за реконструкција на ресорите во извршната власт. Треба тие закони прво официјално да дојдат во собрание. На невидено поддршка или не поддршка не може да биде дадена. Треба да ги видиме законите. Што е тоа што пишува во нив? Кој е официјалниот текст? И на основа на тоа ќе донесеме заклучок, одлука. Конкретен став за поддршка нема ниту од Европскиот фронт, но нивниот став алудира дека нема да гласаат за реорганизацијата, бидејќи сметаат дека на оние ресори кои ќе бидат предводени од албанците им се одземале ингеренциите. Уште еднаш повторија дека Вреди не е легитимен представник на етничките албанци. Тоа што слушаме, тоа му служи само на ВМРО ДПМН во нивната предизборна програма што беше и продолжува да се во неколку институции кај што очигледно ќе водат нелегитимните представници на албанците во владата, кај што им се одзимат надлежностите. Ако поминат овие законски измени, Македонија ќе добие Министерство за енергетика и Министерство за спорт. Секторот труд и социјална политика оди во Министерството за економија, а оттаму секторот за туризам преминува во Министерството за култура. Министерството за труд и социјална политика станува Министерство за социјална политика, демографија и млади, а пак Министерството за информатичко општество ќе има ингеренции и во дигитализацијата. Со оглед на тоа што знам, ВМРО ДПМН и Вреди заедно имаат 78 пратеници. Нив ќе им бидат потребни уште најмалку двајца за да се усвојат измените.